Пилепчанецот Билјаровски обвинува за градеж на мафија, апсурдни судски пресуди и можна спрега со градежниот инспекторат. Имено тој е собственик на долниот кат од оваа куќа која е стара над 100 години и е заштитена со закон. На горниот кат собственик е неговиот сосед Дејан Николовски, кој има кафеана и со кого сега се во спор. Николовски комплетно го заградил дворот и сега прозорците на Билјаровски гледаат буквално внатре во кафаната. Предходно музеот донесло решение дека нема градежна дозвола за да се интервенира на објектот, а дозвола за рушење има донесено и градежниот инспекторат, но градбата продолжува. Дали во оваа држава постои закон? Дали постои закон што важи за сите еднакво? Дали има институција кај што може да се обратиме да ги заштитиме нашите права и да го заштитиме имото? И дали некој ќе сноси одговорност за ова безредие што се дешава во низ градов? Апсурдно е тоа што судот и покрај забраните носи одлука дека нема потреба да се стопира градбата. Исто така, во пресудата стои уште поапсурдна констатација дека прозорците на Билјаровски биле стари и нечисти. На кого тоа му е битно, не се знае. Николовски пак вели дека нема да коментира ништо додека не завршил целиот судски спор, но се правда дека не станува збор за цврста градба, туку за метална конструкција, за која што не требало градежна дозвола. Ние овај ѕид кој што беше од овај објект како стар ѕид е целосно распаднат, ние го доведовме во ситуација, го измалтаривме само, значи воопшто не е сменета архитектурата на објектот на овај дел од ѕидот, туку извршиме напротив заштита на објектот. Ние имаме постапено согласно законот и сите потребни работи ги имаме превземено. Кога се јавивме во градежниот инспекторат во општина Прилеп да прашаме дали станува збор за дивоградба и зошто не се постапува по решението за отстранување, од таму само дрско ни рекоа дека немале тие што да коментираат. И Билјаровски и Николовски сега чекаат за случајот да се произнесат повисоките органи во државава.